од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Ньюсфлеш, а јас сум Лилица Китановска. Самитот за климатските промени во Данска, што не оди лесно, предизвикува големи протести. Иран пак лансираше нов проектил со долг дострел, а Обама внимателен оптимист дека здравствената реформа ќе мине. Стотици активисти за чиста животна средина, лути заради бавното темпо на 9-дневните разговори, се собраа пред центарот Бела во Копенхаген, каде се одржува конференцијата на која учествуваат лидери од преку 100 земји во светот и над 100 демонстранти при тоа били уапсени зашто ја минале дозволената безбедносна зона. Белата куќа соопшти дека председателот Барак Обама е убеден дека неделава може да се постигне договор. Тој во Данска ќе пристигне в петок. Иран изведе тест на усовршен тип на проектил со долг домет. Државната телевизија во среда емитуваше видеоснимка од лансирањето на ракетата Сеџил-2, оценувајќи го тестот како успешен. Проектилот има домет од околу 2000 километри со капацитет да достигне до Израел и до американски војни бази во југоисточна Европа. По средбата со сенаторите демократи во Белата куќа, Обама рече дека тој е внимателен оптимист за можноста законодавците да ја усвојат легислативата за реформи во здравството. Тој тврди дека мерката во сегашна форма нема да го зголеми дефицитот, ќе обезбеди здравствено осигурување за 30 милиони американци кои го немаат и ќе значи имплементација на извонредни реформи во индустријата за здравствено осигурување. Имајте не пред вас секој ден во годината. Пријавете се за бесплатен календар на Гласот на Америка, со што автоматски ќе започнете да добивате бесплатен електронски дневен билтен на вести. За сите информации појдете на glasnaamerika.com. Каква беше годината што измина за председателот Обама? Веројатно не многу различна од оваа што доаѓа. Така велат политичките аналитичари, кои предвидуваат големи предизвици за председателот во реализирање на неговите иницијативи. Председателот Обама по големиот дел од 2009 го мина обидувајќи се да ја заживее забавената економија. Според Натан Гонзалес, политички уредник во Ротенберг, Political Report, председателот годинава што ја следи ќе ја мине со ист фокус. Најлошото што може да му се случи на председателот и на демократите е економијата да продолжи да слабее и трендот да им се припише ним. Ако тоа се случи, изборите за нив ќе бидат катастрофални. Во целата ситуација невработеноста е голем предизвик. Се уште стои на 10%, највисоко ниво за последниве 26 години. Поранешниот председавач со Републиканската национална комисија Ед Гилеспи вели дека многумина американци за тоа го обвинуваат председателот Обама. Особено заради фактор што ќе видат зголемување на даноците, поголеми трошоци, поголеми дефицити, поголема владина интервенција во економијата, банките, автомобилската индустрија, во здравственото осигурување и енергијата. Сето тоа ќе создаде неможност да се отворат нови работни места. Обама всушност не ги зголеми даноците, а неговите симпатизери велат дека председателот спречил на тамошно губење работни места. Промената на курсот во војната во Авганистан најверојатно ќе биде уште еден голем приоритет на Обама за 2010. Насилството во Авганистан се интензивира. Јавната подршка во САД за војната опаѓа, а и законодавците во редовите на Демократската партија го критикуваат планот на Обама за испраќање дополнителни американски војници. Политичкиот уредник Нейтан Гонзалес вели дека со наближувањето на конгресните избори, американскиот лидер е под притисок да покаже резултати. Председателот Обама треба да покаже дека има план за Ирак и Авганистан, дека го имплементира и дека функционира. Освен Авганистан и економијата на домашен план, пред председателот стојат и други предизвици, како и миграционата политика, легислативата за климатските промени и создавање работни места во индустријата на чиста енергија. Тешкотија за председателот е што заради конгресните избори повеќето од неговите иницијативи нема да почнат да покажуваат резултати до завршувањето на изборите. Колкаво ќе биде трпението на американците, засега никој не знае. Мачу Пичу или Стариот град, што се наоѓа на надморска височина од 2400 метри во Андите на Перу, е символ на империјата на инките. Овој заборавен град, како што се нарекуваше, е повторно откриен во 1911 година од американскиот истражувач Хирам Бингам.
Но деновиве е објавена колекција фотографии за безвременската убавина на ова мистично историско место, што ви ја представуваме во приложение. Мачу Пичу, веранда на просветеност, е колекција од 100 фотографии. Фотографот Мајк Тори вели дека е среќен што имал можност да ја посети локацијата не само еднаш, туку 2 пати, во јуни и во декември. Кога ќе стасате таму, ќе бидете фасцинирани, ќе занемите. Тори се обидел да добави преку фотографии како се чувствувал додека сликал. Фотографирал уникатни гледки, врвови на џунгла обвиткани во магла и масивни камења совршени сложени еден на друг. Тој вели дека фотографирањето на популарната туристичка атракција без туристи во кадар бил предизвик, зашто повеќе од 2000 лица во просек ја посетуваат секој ден. Фотографија на храм со 3 прозорци е една од неговите омилени. Фотографирав еден од прозорците со светлина како минува низ него. Има 2 планини во далечината и светлината се пробива низ облаци. Светлината се менува брзо и морав брзо да реагирам. Мачу Пичу е едно од 10 светски чуда прогласено од УНЕСКО во 1983. Како фотограф, Тори вели дека Мачу Пичу е пример за тоа дека човекот и природата може заедно да обстојуваат како една целина. Локацијата со урнатини од камења, вели тој, говори за генијалноста и мудроста што ја поседувале инките. Тие биле поврзани со земјата и ја проучувале исто како што го проучувале и небото. Нивните храмови биле поврзани со сончевата светлина. Сакав да ги поведам луѓето низ ова место и да им покажам дека е реално. Дека тука нешто се случува што може да не научи како да живееме поеколошки. Американскиот фотограф Мајк Тори вели дека се надевот и неговата колекција од фотографии ќе ги охрабри луѓето да се навратат на мудроста од античкото доба и да научат од тогашните архитекти за трајноста на силата и убавината на градот кој е изграден во хармонија со природата. Утре во Newsflash, добротворните друштва во Америка во криза за време на најдарежливата сезона. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Поздрав од Вашингтон, до гледање.